Ден започнува судењето за трагедијата во Кочани и како и досека СДСМ будно ќе го прати процесот, целиот овој случај и ќе се спротивставиме на секој обид за манипулација или за прикривање на вистината или правдата. Барам и очекувам процесот да се води отворено, транспарентно, пред очите на целокупната јавност. Ова го должиме на родителите, ова го должиме на сите граѓани, ова го должиме на целото општество. Ова е еден голем тест за зрелоста на нашето општество. Во овој контекст сакам да кажам дека сум згрозен од реториката на премиерот, иако не сум изненаден. Во текот на интервјуто вчерашниот ден над 10 пати спомна дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија води некрофилска политика и ова не е ново, го говори подолг временски период наназад. И таа реторика на навреди сметам дека покажува само една работа, а тоа е фрустрација од неуспешните обиди да вистината или некои блиски луѓе на ВМРО ДПМН се заштитат од истрагата или еден дел од истрагата се изманипулира, некои работи се сокријат под маса. И сметам дека е тоа страв од демократските алатки за докажување на вистината во овој страшен случај, страшна трагедија. И затоа побаравме и анкетна комисија и надзорна комисија, расправа во собранието. Во текот на вчерашниот ден во собранието го доставивме и формално тоа барање, што значи дека ќе ги искористиме сите демократски механизми да се истражи секој детал од оваа трагедија. И затоа порачувам и на родителите и на целокупната јавност, се што правиме од почетокот, од непосредно после трагедијата е барање за поддршка на семејствата и откривање на вистината за овој случај. И ова, почитувани граѓани, не е некрофилска политика. Нема да се откажеме од намерата да останеме цврсто во одбраната на јавниот интерес, ќе ги користиме сите демократски алатки кои што ни се нудат и како политичка партија и преку собранието и расправите кои што ги побаравме за да вистината конечно излезе на виделина. Ви благодарам на сите.